Обвинителе во истрага сте веќе повеќе дена, каде ве води, дали обдукцијата е завршена, обдукцијата е завршена, дали ги имате сите наоди, причините за смртта конкретно и што можете да ни откриете повеќе што дозволува истрагата? Однос на фактите кои што произлегуваат од целокупниот доказен материјал, конечно ќе се произнесеме нормално со обвинение. Истрагата во однос на действијата е таа на тоа ниво на кое што ви кажам и прошлиот пат, и минатиот пат кога имавме пресконференција. Се испитуваат нормално материјалните докази и можам само тоа да ви кажам дека материјалните докази зборат со истиот јазик со кој што збореа и осозначените. Толку. Дали мотивот останува ист кога сториуле како на првата? Во однос на тоа ви кажувам дека ќе се произнесе обвинителството кога ќе ја заокружи фактичката состојба со соодветно обвинение. Дали има сознанија во врска со автомобилот на Жежовски, дали е снимена некоја од камерите од Safe City или некоја камера на некоја институција, објект во Скопје, има некакви сознанија во врска со ова? Прибавено материјалните докази, тие се анализираат, се прави целокупна ретроспектива на се што се случувало и сето тоа повторно ќе ви кажам ќе биде предмет на описот на обвинителен акт. Оптимално сте колку време би требало? Имате ли на време документите за да во рокот тие 40 дена, каде што осомничениот Палевски се наоѓа во претпор да ги доставите до турските органи, бидејќи тоа е тој период кој што ви треба да реагирате за да они може да реагираат? Останото јавно обвинителство Скопје ги има доставено сите потребни работи за поставката. И вештачењата? Тоа што е потребно за екстрадиција. Обвинителот уште едно прашање во само на нотарија, повикавте финансиска полиција да постапува.